Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерашнава емисија ќе биде интервју со почитуваниот доктор Драган Даниловски, но пред да почнем разговорот со него, и знаете зашто ќе биде од прилика, и кон цело ово, дозволете ми малку една моја тирада. Имено, целава оваа криза веќе скоро година дена во оваа шизофрена, абнормална ситуација, која е исто толку здравствена колку и психопатолошка, луѓето од фелата, луѓето од здравствениот сектор, луѓето лекари, доктори кои несебично го споделуваат своето знаење, ни помага, дозволете ми на таков начин да се изразам, да си ги излижеме раните малку. Знаете, ни даваа надеж, ни помагаа во најтешки мигови. Многу сум гневен на многу работи што се случија во државата и од страна на, да речеме, на народот кој несериозно ја свати, дел од народот кој несериозно ја свати целава ситуација, но дел и од институциите кои маестрално, спектакуларно, библиски потврлија во оваа криза да ни се најдат и да ни помогнат. Да не беа лекарите кои се деноноќно на дежурства и спасуваат животи. Луѓе мои, можам само да замислам низ кои драми само поминувате. Мене ми е доволно тешко што целото мое соседство е празно, клучевите од куќите кај на моите соседи се кај мене, затоа што сите се во болница, се борат за живот во. Бидејќи очекувавме ние дека ќе дојде некаков прв, втор бран, но ова што дојде е страшно. Она што допрва се наговестува е бразилскиот сој кој веќе е во соседство. Не ми е сеедно, иако вакцините се тука, не ми е сеедно. Ја искрено се надевам дека ова ќе биде последно интервју со доктор Драган Даниловски на оваа тема. Ја се надевам, но знам дека нема да биде така. И ја му благодарам. Верувате ли дека овој човек секој ден, ако е слободен, секој ден да го вклучам во програма, ќе стои 120 минути и ќе ви одговара поединечно секому на вакво прашање. Па ја искрено, ја не би можел тоа во емисија да го правам, он што го прави. Доктор Драган Даниловски е во пензија. И ова што го прави, не го прави ни за плата, не го прави ни за хонорар, он го прави од чиста човечка емпатија. Заедно со доктор Пановски, секојдневно се на страната COVID-19 искуства и совети, каде поединечно им одговараат на едните исти прашања. Јас сум толку гневен, колку енергија овие луѓе трошат на едното исто. Знаете зошто? Уште ова морам да го кажам, затоа што ми е како чемер ми стои кон вас, народе. Затоа што кога доктор Пановски пена устата му фати, на доктор Даниловски, кога не знам колку пати повтори, не антибиотици, си го упропастувате имуниот систем. И пак повторно, докторе, антибиотик да земам. Знаете ли што значи тоа? Тоа значи, додека нас не зафати, не ни е гајле. Ние не сакаме да прочитаме. Ние ако сме слушнале, не ни било гајле. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека немате емпатија оние кои страдаат. И сега кога вам ви се случува, офлеле, помагајте. Па што прават овие луѓе година дена? Ја имам преку 10-15 емисии, преку 120 минути од вакви луѓе да ги донесам за да ви дадат совети. Не допира. Ај, батали тоа, шо ги смени канал. Се едно дали е на Јади Бурек, на 100 телевизии беа, кај 100 новинари беа. И повторно имаме рекордна смртност. Овие луѓе орден нема да добијат. Овие нема да добијат ни јавно признание. Овие нема да добијат ни парична награда, ниту тапшање по рака. Ама доктор Даниловски, како бојажлив човек, знам што прави и знам дека не само со стручното знаење, туку и со молитви е за вас и со вас. Без онаа
препотенција, ароганција на технократијата која вика ја ги имам во своји конци, во своји раце, вашите животи. Они тоа како се бори. Единствен човек на кого сум давал телефони да крева у 3 бајле на непознати броеви да им помогне, кој да добие кревет, кој да добие совет, да му даде конкретно да се упати, затоа што знае дека колегите негови се ничком преку глава. Ничком преку глава, немаат ни време да му кренат. И ја, искрено, јавно му се заблагодарувам заради својата хуманост, заради својата човечност, заради својата богобојажливост, заради својот христијански став да се помогне несебично секому. Ако не знаете да го цените тоа, нема ни потреба да сте тук. На крајот на краиштата има и многу подобри работи за вас во вашиот ментален склоп. Тежок е овој муабет што ќе биде вечерва, затоа што е траорен, затоа што е тежок, затоа што ако отидете на гробишта Бутел, ќе видите како свештеници и оџи трчаат по колите затоа што не може да се стигне до дупката, ги фрлаат како да е воена зона. Од толку што има мртви секојдневно од сабајле до вечер. А ние се однесуваме како во Варшавско гето 44-та, мене нема да ме стигне. Луѓе, мислете, правете што ќе правите, но земете одговорност за своите постапки. Дали ќе се вакцинирате или нема да се вакцинирате, дали ќе почитувате правила или нема да почитувате правила, е ваше лично. Но бидете мажи, бидете стоици, која ќе се зезнете нешто, која ќе добиете казна, која ќе се разболите, а свесно сте го направиле, сте ги направиле киксовите, немојте после да плачете. Немој после да кукате. Но да знаете, овој човек и покрај се, и покрај злобата која некој ја сиктат спрема него, ќе им помогне и на таквите. Докторе, добро вечер. Прости ми, многу ми се собра. Знаеш како? Ми се иде по улица и ми се урла. Година, дена сум секоја вечер со оваа идиотштина која не знам дали конечно ќе заврши. Прво, прости ми за овој мојов изблик. Кажи ми, како си? Дали си добро? Мора да се биде добро. Нема назад на едно место напишеш. Извини, заслужуваш поголем пиетет од што овие мои примитивни изблици на логореја. Докторе, окей, одиме стручно во вашите сознанија. Смртноста не се намалува. Имаше неколку настапи на телевизија каде што говореше зошто овој сој е толку силен, толку смртоносен, толку многу заразен. Што се последните сознанија, те молам? Па станува збор за варијанта на коронавирусот на SARS-CoV-2, која што има една мутација, се вика N501Y, која што го прави многу позаразен, на негде 35, се мислеше 70%, но негде околу 35% е позаразен. Добра страна е, мислам дека тоа подоцна ќе го кажеме, дека истата таа мутација ја носат и јужноафриканскиот и бразилскиот сој, што е добра вест во целава несреќа. Добра вест е зашто ако носат иста мутација, не би требало овие другиве два, од кои што стрепиме, да се многу позаразни од овој, британскиот. Тоа вака, треба да го видиме на терен како ќе се пројави, но објективниве сознанија го кажуваат тоа. Ја носат истата таа мутација која што е одговорна за поголемата пробивност, поголемата заразност. Дали тоа така ќе биде и со, не дај Боже, ако дојдат, нели, бразилскиот и јужноафриканскиот, ете бразилскиот во Србија го има, ќе видиме. Но да се вратам на ова, зошто е смртноста поголема? Па поголема е заради тоа што една страна е
поголемата заразност резултира, односно подразбира и поголема количина, поголема концентрација на вирусот во организмот. Значи, заразноста оди така што поголем број вируси влегуваат во организмот и предизвикуваат болест. Автоматски тоа значи дека што имаш повеќе вируси во себе, тоа е право пропорционално со тежината на клиничката слика. Така беше и со оригиналниот вирус. Тоа значи дека во просек, да речеме, малку потешка клиничка слика имаме. Не значи дека е посмртоносен, ама на голема пропорција на потешки случаи, автоматски, нели, пропорционално и смртност, бројот на умрените се зголемува. Тука има и нешто друго. Зошто би била смртноста поголема? Јас еднаш порано кажав, уште еднаш ќе повторам. Ние имаме како народ, како нација, како луѓе овде на овие простори една мощна и лоша просечна состојба на здравјето. Значи, имаме ние, да не речам, секој втори е прекумерно тежок, околу 20% се дебели, пазите, значи има разлика прекумерна тежина и дебелина. Тоа е, да не објаснувам сега, врзано за индексот на телесна маса. Тоа значи овие дебели имаат негде преку 30 индекс на телесна маса, што само по себе е лошо, бидејќи се покажа дека згоеноста е еден од најзначајните коморбидитети и ризик фактори што ги отежнуваат симптомите. Друг момент е што имаме доста така на горната граница на диапазонот на стапката на присуство на диабетес сме, значи некаде на нашава популација овде околу 400.000 диабетичари имаме, и прашање е сега од нив колкав дел... Се извинувам, докторе? Да? Може да ми ја повторите бројката? Да, има околу 400.000 диабетичари во Македонија. Четврт популација се диабетичари во Македонија. 400.000, да. Ми го одземавте з дивот. Да не се држиме за збор, но отприлика толку е. Друго прашање е колку тие водат сметка за своето здравје. Сега тука ќе шпекулирам, нели, ќе нагаѓам. Прашање е колку се држи диета, прашање е колку се зема терапија и така натаму, колку се води сметка за движење. За движење, реков. Па, ние сме седечка нација. Ние сме седечка популација. Секој втор, да не речам секој, практично нема свест дека здравјето е во движењето, во вежбањето. Не во нога пред нога прошетки, било во парк, било во двор, било, не знам, по улица. Не се рачуна тоа. Тоа е рекреативно движење. Има разлика меѓу рекреативно движење и вежбање. Вежбање, физичка активност, која што подразбира минимум половина час секој ден или 5 дена во неделата, до таа мера да си го измачите телото, морам тој збор да го употребам, што за цело време додека вежбате, пулсот да ви биде некаде да оди во подрачје на 70-80% од вашата максимална срцева фреквенција што е предвидена за вашата возраст. Што значи тоа конкретно? Па тоа значи дека за секоја возраст, според возраста се определува така наречена целна срцева фреквенција или target heart rate. Има долна граница и горна граница, една Како таква. Како тоа се одредува, докторе, малце комплицирано ми звучи. Значи има човек, да речеме 50 години, има формула таму, вели, за таа твоја возраст, а има и покомплицирани пристапи кај што се гледа и колку е нивото на физичката спремност. За да имаш корист од физичката активност, треба при вежбање пулсот да ти биде во тој диапазон. Се препорачува тоа да биде негде 70% од тој диапазон, значи негде 20-30% испод максималната граница на максималното ниво на пулсот. Ај, Кирилица, да те прашам. Тоа значи ако ја имам пулс 50-55, кога ќе вежбам треба да имам 100-120. Па да речеме за таква возраст, лупам сега на памет, да кажеме долна граница би требало да биде негде околу 100,
100 отшукувања во минута, горна граница веројатно негде 140. Значи, збориме за некакво вежбање со тегови, хасвит, убаво да се запотиш и убаво да ти залупа срцето. Така? Значи, јас кажеш, може ли просто така да го разберам? Еве, вие стручно го кажавте, но еве да кажам. Хасвит вежба 20 до 30 минути на ден, со тегови од по 5 кила во рацете вежбање, убаво да се испотиш и убаво да ти залупа срце. Така, а нема да се испотиш ако пулсот не биде во тоа подрачје кое што го кажав, таа целна срцева фреквенција, и пожелно е за да се добива она што се вика да се унапредува кардиоваскуларната резерва, го вериме тоа стручно, или кондиција да набиваш. За да набиваш кондиција, да одиш секогаш повеќе и повеќе да имаш напредок, треба таа срцева фреквенција, тај пулс, да некаде биде во подрачјето негде, односно да биде негде 80% од максималната горната граница. Океј, значи, да не го комплицираме, мислам дека не можеме да дадеме релевантно конкретни за 30, 40, 50 годишни поколбици, да се вратиме на смртноста. Значи, една од клучните работи е диабетот, недвижењето, не практикување рекреација, понатаму? Лошата исхрана, ние извонредно нездраво се храниме во просек. Значи, има оние што се фрикови, ја ги викам, луѓе кои што се буквално потресени здраво да се хранат. Тоа ги носи во нешто друго, ги носи во една постојана грозничавост, постојано да одбираат органски здрава храна, да одбираат органско месо, да одбираат органски зеленчук, органско овошје и така натаму, па тоа ги носи во една друга крајност, постојано да се под стрес, да се фрустрираат, дали некоја храна, некоја намирница има адитиви, има конзерванси, дали е прскана, дали не е прскана, значи се оди во друга крајност. Меѓутоа битно е дека во просек се храниме можда немарно, можда нездраво, немаме свесност за тоа што е кој е односот на одделни групи на хранителни категории, протеини, масти, јаглени хидрати треба да учествуваат во храната. Немаме представа, генерално зборувајќи, што се тоа нездрави масти, немаме представа зошто белото брашно не е здраво, зошто постојат тие така наречени три смрти, солта, белото брашно и шеќерот, се јаде благо, се ужива во храната и така натаму, и сега тој хедонизам се плаќа. Се плаќа така што кога ќе дојдат искушенија од овој вид, какви што доаѓаат за среќа еднаш во 100 години и повеќе, се случува, нели, да поминуваме како боси по трњи. И има еден друг фактор, нели, ако го изземеме оваа група фактори што се однесуваат на карактеристиките на населението, има еден друг момент, тоа е, да речам така, начинот на справување со пандемијата, со кризата од една страна здравствените работници, генерално, и од друга страна менеджментот од страна на државата. Ова второво, за тоа би требало, нели, со некој друг да разговарате, а ова што се однесува до здравствените работници, тоа е една тема која што, бака да кажам, мене ме боли многу. Ти го спомна тоа во својот вовед. Едноставно се соочувам, јас кој збор да го употребам, се шокирав кога сватив дека огромен дел, ајде не огромен дел, добар дел еден, не можам да го проценам колкав е, од колегите мои, едноставно не можат да се снајдат околу тоа како и колку и на кој начин се користат антибиотиците во медицината, генерално. Значи, едноставно не знаат дека за вирус не се користи антибиотик, дека антибиотик не се користи за превенција, за превентивно, не се дава превентивно, за да не се накалеми бактерија. Дека не се дава антибиотик за вирусна пневмонија. Па ние имаме случај, тие со кои што сум комуницирал и приватно и на групата таа за искуства и совети,
на Facebook, ќе се подсетат што сакам да кажам. Значи, по кој знае колку пати се обраќаат граѓани, пишуваат. Само што направивме рентгенска слика, се виде дека има почетна... Докторе, малце е непријатно, се извинувам, вашиот Вибер ви стигаат пораки нон-стоп. Ако може да го исклучите за момент, бидејќи ви го пригушува и гласот. На компјутерот Виберот или ако не ви е тешко, се извинувам што ве прекина во реченица. Ама што ќе правиме, тој и на компјутерот се наоѓа, ако и таму звони. Го исклучив телефон. На компјутерот можеш да му пристапиш, да направиме една кратка пауза. Не, еве готово. Вака. Не, ама ако стои во ова пак ќе дава сигнал. Го елиминиравте. Ви благодарам, многу се извинувам. Значи, бевте шокирани од сите тие сознанија. Ја паметите мислата, може да продолжите. Да, секако. Значи, јас бев чудо невиден, еве, така благо ќе се изразам, на рентгенски констатирана пневмонија, помалку изразена или повеќе изразена, без да се има други индикатори, показатели, дали е или не е бактерија, автоматски се ординира антибиотик. Што е, ние велиме стручно, вициум мартис. Типичен пример за лоша медицинска пракса. Нешто што може да има далекосежни последици понатаму во развојот на клиничката слика, зашто непотребно даден антибиотик буквално го руши, го уништува, го компрометира, го дисрегулира имунолошкиот систем, одбранбениот систем на организмот. Кај вирусни инфекции, независно дали е тоа респираторна инфекција, дали е на горните дишни патишта, дали е дури вирусна пневмонија, како што е ковид пневмонијата, која што не е воопшто реткост, нели, дури редовна појава, туку речи, се подпираме во терапијата во наводници или во третманот, ако сакате, на ковид инфекцијата, се подпираме на собствените одбранбени сили. Ако е тоа така, тогаш одбранбениот систем наш мора да биде во топ форма. Односно, не треба тој да биде јак, тој треба да биде балансиран. Има разлика меѓу зајакнување, како што постои една заблуда, еден мит, дека треба да се земаат одредени такви и такви средства, имуномодулатори, не знам, витамини и така натаму, за да сме си го зајакнале имунолошкиот систем. Не е точно. Ние не сакаме јак имунолошки систем. Ние сакаме балансиран имунолошки систем, урамнотежен. Зашто јак имунолошки систем може да биде контрапродуктивен. Се покажа дека многу потенцирано цитокинска бура имунолошки системи се ризик фактор за настанување на, не дај Боже, китокински бури, односно лош завршеток на целата таа инфекција. Одамна го зборевте вие ова и многу луѓе искрено ги познавам кои го преживеа тој пекол, бустајќи се претерано во собствениот имунитет, бустајќи го имунитетот, а истовремено диабет, истовремено дебелина, и кога се соочија, наместо избалансирано да го поминат, како повеќето од нас доживеа на вистина многу тешки травматски мигови. Тоа интубација еднаш која ќе ти ја става, тоа е страшна работа. Така што многу сте во право дека ова што тука ни се грешките. Има ли уште нешто што треба да потенцирате зошто е смртноста толку голема? Рековте, ако не се лажам, пред X месеци и го повторите во наредните гостувања кај мене, дека секој трети во болница што ќе легне починува. Ова беше многу драматична и трагична констатација. Тоа беше тогаш 3% смртноста, односно леталитетот, значи 3% или 30%? Сега веќе беше 3,7 дури пред некое време, сега е негде 3,2, значи тука околу 3 се врти. Не, збориме во болница. Во болница тие што се на интензивна нега, дека од 10-торица, тројца ќе починат. Смртноста во болнички услови е 25%. А 3% се однесува на сите што се регистрирани
COVID случаи, независно дали се хоспитализирани или се дома, или се дури асимптоматски. Значи, оној кој што официјално ќе биде регистриран дека има COVID, а тука сега рака на срце, бидејќи ми е факт статистиката, не се сите вистински инфекции, околу 20% се регистрираат со PCR тестовите дека се позитивни, ама 20% од прилика од сите што ни се соопштуваат дневно, всушност не се инфекции, тоа се обични контаминации, присутен е вирусот, ама инфекција нема. Значи, тоа е друга тема, нели? Колку се релиабилни бројките. Но, како и да е, од тие што во моментов, независно се или не се инфекции, ама тие што како позитивни случаи се избројани и соопштени дневно, и вкупно, некаде над 3% од нив умираат. А од оние што ќе влезат во болница, последна анализа на податоците од клиникиве во државна болница покажува дека е негде околу 25%. Сега, тоа ако скандализира и вознемирува, ќе кажам дека ние сме некаде на средината на она што значи болничка смртност и во Европа. Значи, негде меѓу 22 и 30% е болничката смртност, болничкиот леталитет во европскиве болници. А општиот се изјави дека нашиот воопшто смртноста кај нас е меѓу највисоките во Европа. Така е. Но тоа не се однесува на болничката смртност од 25%. Се вкупната. Се однесува за она што го кажавме 3,2 сега. Да, за тоа. Дека 100 заразени, од 100 заразени со астерикс, дека тие 100 заразени можеби 20 не се воопшто инфекции, ама од тие што се официјално соопштени, 3,2% умираат во просек. И тоа е во врвот на Европа. И кажавме зошто. И сега тука можеме да правиме муабет до утре, дали менеджментот бил добар, дали имало немало протоколи, како што и нема протоколи на сите нивоа на здравствениот систем кога станува збор за ковидот. Дали тука ќе го спомнеме, за мене круцијален фактор и ова што го дискутирав за непознавањето на доктрината за користење на антибиотици кај еден дел, нема да речам мнозинство, од моите колеги. На сите нивоа. Не само во примарна здравствена заштита. Матичните доктори се јунаци. Јас по не знам кој пат ќе го потенцирам тоа. Онака како што во менеджментот на еден здравствен систем, онака како што е замислена пирамидата на здравствениот систем и основата на таа пирамида, најширокиот дел на кој што лежи пирамидата е примарната здравствена заштита. Значи таа е темел на пирамидата на здравствениот систем, па во средина е секундарната, па на врвот најтесниот дел е терцијарната. Значи таа основа на тој здравствен систем испадна дека стварно е здрава основа со мощне, така да речам, натуркање во некои делови, и тоа најмногу во делот на, повторно ќе речам, на антибиотиците. Значи, морам да речам дека добар дел од колегите во примарна здравствена заштита не научиле дека, она што го кажав, дека антибиотици не се даваат така како што се дава. Ја малце се обидов да дојдам до некои податоци, не располагам со вашите канали, вие кои како стручно ги имате и денеска ги користите во изработка на елаборати и извештаи кои се уште ги бараат од вас и тука и меѓународни фактори. Зборам дека она што јас површно дојдов е фрапантна дискрепанца помеѓу нивото на употребата и продажба на антибиотици овде и во сите други развиени. Просто е неверојатно. Во Германија, например, може да се рече дека ние за еден ден имаме потрошено антибиотици колку Германија за година дена. Ете, до толку сум дрзок ќе бидам да го кажам, и тоа треба да шокира. Сега си викам, колку животи
во таа добра намера, нели, патот до пеколот е поплочен со добри намери, антибиотикот е даден со добри намери, но колку тој антибиотик драматично влошил ситуација на многу луѓе. Тоа останува прашање на кое многу тешко ќе се дојде одговор. Па, ако е јасно од она да се надоврзам на она што го кажував околу дисрегулацијата, околу уривањето, околу компрометирањето на имунолошкиот систем со антибиотикот, а зошто се уништува? Заради тоа што бактериската цревна флора, микробиомот, е покажано дека е во тесна интеракција со функциите со имунолошкиот одговор. Значи, ако имаш здрава цревна флора, имаш компетентен имунолошки систем балансиран и тогаш неговите реакции во врска со одредени инфекции и така натаму се оптимални. Не се прејаки, не се преслаби, туку се оптимални. Ова е многу битно, зашто ако се прејаки, ќе ви се сврти цитокинска бура. Сопствената одбрана против вас ќе се сврти. Лупус. Аутно ќе ви делува. Ќе ви изгори силата на сопствената одбрана. Тоа е она што многуми над него разбираат, инсистирам, а тоа нешто, тоа балансирање на имунолошкиот систем, на неговиот, на имуниот одговор, се постигнува нели со балансирање на цревната флора. И тоа со антибиотик не се постигнува. Таа се масакрира со антибиотик. Како се балансира? Па со пробиотици, со однадвор внесување на такви здрави бактерии, кои што да кажам ќе ги обогатат структурата, ќе ја унапредат. И од друга страна, може би уште побитно за мене, нешто што носи ризик некој да ме прогласи дека овој лечи со јогурт и со овошје и со диета, нели, несериозно некој ќе рече, ако не дадеш скап лек, па ти не си доктор. Ако јас ти речам пи вода, пи јогурт и јади јаболка и банани и туршија, ти ќе речеш ова е несериозен. Зошто не ми дава саглам лек, нели, како сериозен доктор? Мислам, таа еден мит, таа една заблуда, всадувана со децении, би рекол, ова не е од сега. Ова сега е нешто што се пројавува како врв на леден брег или дзирка од една магла во која што сме живееле. Наеднаш ни стана јасно, откако се разбуричка баруштината, дека на површина исплива многу нешто. Да не речам што. Но сепак, вие бевте меѓу првите, го спомнавте прошлиот пат колегата, кој го спомна оној лек антипаразитски, кој се покажа многу ефикасно. Еве, време од тогаш до сега, дали и натаму, дали и за овој трет сој се покажа овој лек ефективен во третирањето на најтешките случаи. Дури вие ми рековте, во еден момент ве прашав кога имав некои симптоми, дали повторно сум закачил нешто или не, и така натаму, ми рековте во личен разговор, ми рековте, Јане, слободно земи, затоа што лекот е толку стар, толку проверен и толку благопријатно делува на организмот на прочистување, а во исто време дека не ми ја уништува мојата цревна флора и мојот првоодбранбен систем. Дали и натаму овој лек се покажува како ефикасен во третирањето? Заборив името на лекот. Ивермектин. Ивермектин. Јас морам да речам дека она што значи показатели или докази за неговата ефикасност на некој начин се анегдотални, значи не се системски собирани, од проста причина што, за жал, многу ми е жал заради тоа, што кога кај нас се одобри интервентен увоз и го внесовме, сега може да се најде во аптеките, едноставно не се направи протокол и не стана обврска сите што се занимаваат со лекување на ковид пациенти
во своите протоколи, во своите шеми на лекување да го внесат и ивермектинот. Па некои се противеа, па некои отворено го негира, иако беше внесен тука, беше на располагање и остана на лична волја и желба на поединци доктори да го употребуваат или да не го употребуваат. Морам да го во овој така што она што значи искуство од Скопје и од внатрешноста на Македонија ништо, пропало. Зошто пропало? Затоа што не може да се собере група на пациенти што го земале и група на пациенти што не го земале за да може да се спореди. Битола е светол пример кај што поредовно ивермектинот се користи во тамошната болница од тамошните доктори и тоа евидентно станува дека сега не можам да тврдам затоа што сепак е тоа само една обсервација, една забелешка однадвор. Таму смртноста и покрај зголемување на бројот на случаите, смртноста како да опаѓа. Тоа еден мој пријател, професор Дејан Трајковски, кој што извонредни анализи прави статистички проекции, го констатираше. Графиконите што тој ги конструираше покажуваат дека во Битола смртноста опаѓа. И хипотезата дека веројатно ивермектинот има тука вмешано прсти е многу реална. Можеби ќе се потврди. Но штета велам што на поширока популација пациенти не можеше да се види ефектот на ивермектинот, иако пак ќе речем од мои примери, некои што сум ги регистрирал, сум ги следал, луѓе што барале совети и кои што го употребувале, може да се претпостави дека е мощно ефикасен. Ама не може таа ефикасност да се квантифицира, тоа сакам да кажам. Што значи квантифицирање? Па да му се измери ефектот во однос на друга терапија. Нумерички да се изрази колкава е неговата, да кажам... Докторе, а што имаме да се измери во овие година дена, ние не можеме ни да ја почувствуваме ефикасноста од вакцините, освен, не знам, Израел кој рече започнавме со Pfizer и готово они прогласија крај на болеста, крај на карантинот и во Обединетото кралство, ама знаеш како, славеше и Шведска и Чешка, Летоска, па доктор Пановски убаво кажа, чесите се сега број 1 у Европа по смртност достигна. Што е целава работа со вирусов? Требаше строги мерки или требаше побрзо да се испозаразиме со тој првиот бран? Знаеш, мене пријатели ми викаат, блазесите вика, оти ја инсистирав, не ми беше страв Летоска, сега ми е страв. Летоска не ми беше страв да се заразам, знаеш, викам, летно време сега да го прележам, гледам какви се симптомите, не е толку смртоносен, се информирав и така натаму. И иако го фатив во октомври, сега помирно спијам. Дали ние што го прележавме и вакцинираните воопшто, еве ова е една поширока тема и со вакцината, не знам како конфузно да одам. Ајде ќе одиме. Еве, започна вакцинацијата. Започна вакцинацијата 3-4 месеци. Не само кај нас, во целиот свет. Што вели статистиката? Успеваме ли да намалиме затоа што ја немам чувство дека ова нешто спласнува? Кажете ми. Прво, вакцинацијата е единствен инструмент кој што може да реши пандемија. Тоа е во епидемиолошката теорија и во пракса потврдено. Од една страна. Од друга страна, ако во што пократко време не се вакцинира што поголем број на население или што поголем број не биде со имунитет, тогаш се создава ризик да вирусот добие време да се консолидира, да се реорганизира и да почне да пружа отпор. Како да пружа отпор? Така што ќе парира на недоволно силниот удар од човекот, ќе парира, ќе се спротивстави со создавање на мутации. Или со други зборови, оди застани,
значи пристап од израстани со вакцинацијата носи ризик за појава на мутации, кои што ќе бидат дизајнирани од страна на вирусот, така да речам, за да вршат евазија, да го заобиколат ефектот на вакцината, да го заобиколат имунитетот на стекнатиот природен кај граѓаните и така натаму. И тоа Но ќе ние биде уште не бевме започнати како планета со вакцинацијата, ни се појави овој англиски сој така наречен. Така се појави, па се појави јужноафриканскиот, па се појави бразилскиот, па се појавија два калифорниски, а инаку има два бразилски, P1 и P2, и едни нови два калифорниски се појавија. Се е тоа заради едно килаво темпо на вакцинација. Дефинитивно. Колку повеќе, колку побрзо се стекне колективен имунитет, колку поефикасно му се пресечат можностите да формира епидемиски ланци на инфекција, на вирусот, толку тој помалку шанси има да се консолидира. Значи, приказната пушти нека се шири меѓу нас колективен имунитет да се стекне како што Шведска, Норвешка, таму не знам кои од скандинавските земји направи, испадна како многу лоша варијанта, така? Тоа е лоша варијанта заради тоа што, еве да кажеме хипотетично, всушност како што имаме ние сега. Значи, ние имаме символичен број на вакцинирани лица и ние на вакцинацијата практично во моментов не можеме да сметаме во врска со справување со Бранов што е актуелен. За среќа тој сега е во опаѓање, нели? Врвот го постигнавме на 1 април. Еве да кажеме немаме вакцини, немаме ништо, природно. Вашите колеги рекоа пикот го очекуваме околу 20 април. Не, пикот се постигна на 1 април, па се држаше едно плато и сега веќе имаме едно стивнување. Значи, ако се остави на природно стекнување на колективен имунитет, тоа не може да оди толку, таа динамика не е доволна за да го совлада вирусот. И токму тој таквиот пристап, инсистирање на природен начин да се стекне колективен имунитет, како што ние силом прилика го правиме сега, му пружа шанси на вирусот да мутира. Значи, мора со еден блицкриг, буквално блицкриг, со еден јуриш, што е можно повеќе население да се извакцинира, за да може буквално да се задуши вирусов, да нема шанси да претне, да не може да мутира. Тоа е целата работа. Инаку ќе биде сизифовска работа. Џабе се вакцинираме. Има тука многу подпрашања. Ќе дозволи си ако сакаш да се доискажеш за вакцините. Првото е антивакцерите ликуваат затоа што AstraZeneca се повлекува. Европа скроз ја повлече AstraZeneca од употреба. Мислам дека тоа е, да речам така, доблесно. Мислам дека е тоа професионално однесување од агенциите што ги контролираат лековите, значи Европската агенција за лекови, исто така и американската. Тука мислам дека има и политика, сигурно го елиминираат конкурентот, ама не сакам така да мислам. Не сакам така да мислам и еден случај да се јави на несакани, како несакано дејство, во случајот тие коагулации со крварења. И тоа кај помлади или кај постари? Како беше ситуацијата? Помлади. Кај помлади од... Се покажа дека кај помлади... Од 60 години. Под 60 години, колку помлад, толку полошо. А не се знае зошто. Не се знае зошто, не може да се идентификува се уште кои се тие ризик фактори, но колку помлад, толку поголем ризик се покажало дека има за создавање на тие несакани ефекти. Ама тоа повторно е во рамките на многу ретки настави. Значи, ние сега... Збориме овдека за промили или милипромили? Позборуваме за еден случај на 100.000, да речеме. Или 1,5 случај на 100.000. Па ова е како аспиринот, кој предизвикува крварење у стомак. 1 на 100.000 аспиринот дело е така.
Добро. А, Толку го знам затоа што го употребував доста. Знам колку беше како ризик фактор затоа што неколку пати ми направи проблем, па проучував кај аспиринот е 1 на 100.000. Добро, продолжете, ве молам. Па да речеме на 100.000, 10.000 тромбози има кај жени што земат контрацептивни пилули за контрацепција. Па гајле нема да ги земаат. Да не ви кажам колку се големи ризиците да се добие улцеративен или хеморагичен, значи крваречки, колитис, воспаление на дебелото црево, заради земање на антибиотици. Па ние се отрувме од антибиотици, не водејќи сметка дека не само што ќе ги си уништиме добрите бактерии, така наречени, туку можеме да добиеме и смртоносно воспаление на дебелото црево. Никој на тоа не помислил. Јас и двајца пријатели кои бевме третирани со двојни дози на сумамед за време на прележувањето на запознат си ти со мојот случај и со пријателот. Он се здоби со чир и крварење и заврши во болница, а јас со многу тежок облик на гастритис, кој го третирам сега со Нолпаза, кој ми предизвикуваше силни болки и бев шокиран од што ова ми се. Ја генерално имам проблем со желудникот и таа болка, па те тера да јадеш, па се дебелиш, па сето тоа е еден затворен круг. Сметате дека ваквите работи токму од тоа после 3, 4, 5 месеци можат да предизвикаат или тоа треба да ги очекуваме веднаш тие последици? Не може веднаш да се јави. Меѓутоа, зашто треба време додека тој дисбаланс на цревната флора си го стори своето и додека да помине еден период на така наречена предпатогенеза на состојбата, додека да се пројави клинички, да се пројават симптоми. Меѓутоа, сигурно дека неколку недели се во прашање пред да се пројават сите тие. Овде зборам за 3-4 месеца. Така, можно е. Она што со вакцините е сега ситуацијата дека Србија одржа лекција не само на Балканот, не само на НАТО, на цела Европа, а и на светот, со начинот, пристапот на вакцинација и солидарноста која ја покажа кон соседните земји, па дури и луѓе, имам податоци од моите колеги од Белград, од Србија, од новинските агенции, каде што ми кажуваат дека доаѓаат и од други земји, од трети земји, за вакцинација. Они најдоа многу добар рецепт. Како успеа Србија да се снабди со толку многу вакцини, а ние се уште не купивме ниту една единствена вакцина. Ние се што добивме до сега е некаква донација и така натаму, иако ни беше ветувано готово, вакцините еве ги, крај на јануари, средина на февруари, почеток на март, еве го април, ние вакцина ниту една не купивме, освен некои бучкуруши таму преку хонконшки фирми кои делуваа прилично сомнително. Па мислам дека ние малку испаднавме наивни, премногу верувавме во тој ковакс систем, ковакс механизам, што беше заговаран на почетокот дека се воспоставува за да се обезбеди правичност и еднаквост во распределбата на вакцините, механизам кој што ќе обезбеди богатите да вложуваат во тој механизам средства, а од тие пари да се купуваат вакцини за сиромашните, испадна ништо од тоа. Ништо од тоа. Се покажа дека на најако се пројави егоизмот на европско и на светско ниво. Најбогатите земји, Америка, енего Израел, кој други да ги спомнам, складираат вакцини и не даваат никому.
не даваат и јас, знаете како, од една страна ја тоа го разбирам, прво гледаш да си го обезбедиш своето население, па после да донираш, ама ете тие Англија, да не ја заборам, тие туку речи го имаат решено својот проблем, Израел се ослободува од мерките и така натаму, ама на никој не му текнува да каже, нели, да донира. Меѓутоа, ние не можеме да сметаме на донации. Значи, тоа си е и на солидарност на другите. Тоа е нешто што Колку вакцини нам ни треба, докторе? Кратко и јасно. Па сигурно 1,5 милиона дози. Значи за 700.000 или 1,5 милиона дупли дози? 3 милиона. Не, 1,5 милиона дози, значи за некои 700 и нешто илјади население. И тогаш што ќе се постигне ако имаме 700.000, тоа е преку 1/3 од населението? Па ќе се постигне да, имајќи ги предвид и овие што се прележани, значи ако би било фер, нели, тие што се прележани, некој 5-6 месеци да почекаат да не се вакцинираат. Не дека не смеат, туку од солидарни причини да се вакцинираат барем со една доза. Чекај, тоа е посебно прашање. Оте прашувам. Што ќе се постигне, што ќе постигнеме ако 700.000 луѓе се вакцинираат? Постигне негде 80% од вкупната популација да биде имуна, да има колективен имунитет и автоматски нема да имаме епидемија. Ќе имаме спорадични, поединечни случаи. Така, ова е јасно. И сега доаѓаме до уште едно прашање пред да идеме со подпрашањата, а тоа е разликата во вакцините. Некако има едно општо чувство дека Pfizer вакцината се покажа како најдобра. Србите почнаа вчера со производство на Спутник В. И кажете ми, што е разликата помеѓу кинеската, руската и Pfizerот, кои се покажуваат како најбарани и како со најмалку, да речем, side effects? Па Pfizer е најнова технологија, најнова во наводници, затоа што тие така наречени технологии со информатичка РНК, рибонуклеинска киселина, почнува да се работи со нив уште тамо некаде 1989 година. Значи, не е тоа од вчера, како што некои кажуваат, нови се вакциниве, па ја неќем да се вакцинирам зашто ќе експериментираат на нас. Па тие вакцини се тестираат, односно тој приод, таа технологија на производство на вакцини се тестира буквално, конкретно од 1990 година. И да не навлегувам во детали. Значи, од тогаш има колку години? Добро. Океј. Што е разликата помеѓу овие вакцини? Рековте дека кинеската е карактеристична по едно, а Спутник и Pfizer по сосема друго. Сите се пресметани, сите имаат за цел, затоа и се вика вакцина, да предизвика, да го иницира организмот да произведе антитела против специфичниот тој предизвикувач на болеста. Како? Pfizer и Moderna, или тие информатички вакцини, така наречени, тоа го прават на начин кој што се состои во тоа да со помош на внесување во организмот, во клетките наши, на информација за тоа како изгледа вирусот, односно конкретно шилецот на вирусот со кој што тој пробива во клетките, значи информација за тоа како изгледа вирусот, таа информација се носи во нашите клетки, врз основа на таа информација нашите клетки организираат одбрана, вирусот е препознаен, вирусот е спакуван, го има во архива, така што кога ќе се појави како инфекција, организмот веќе знае, го препознава како натрапник и промптно реагира со производство на антитела. Значи, не се внесува цел вирус, не се внесува ништо материјално, се внесува само информација. Што е разликата помеѓу кинеската и од една и Спутник В и Pfizer од друга страна? Значи, ова се тие информатички. Кај руската
и кај AstraZeneca, и кај Johnson & Johnson се користи техника да се внесува, значи ваму кај Pfizer и Moderna, таа информација се внесува во форма на информатичка РНК, спакувана во наночестичка од масти. Одлично. Сватив. Липидно топче. Кај аденовирус, кај Спутник и Johnson & Johnson и AstraZeneca се користи наместо топче од липиди, се користи аденовирус. Вирус кој што предизвикува настинка кај луѓето, односно кај AstraZeneca кај шимпанзата. Тој аденовирус, што е аналог на липидната честичка кај Pfizer, тој аденовирус не предизвикува никаква инфекција, обработење, и внатре во него се наоѓа делче од шилецот на вирусот, на коронавирусот, делче кое што се внесува во нашиот организам и кое што повторно служи да се предизвика создавање на антитела. А кинеската? Кај кинезиве имаме класична техника, тие таму користат цел вирус, коронавирус, кој што е умртвен, атенуиран, инактивиран и цел се внесува за да се предизвика создавање на антитела. Разликата е во тоа што меѓу она што како реагираат другиве и кинеската, што цел вирус кој ќе ти внесат, организмот создава антитела не само против шилецот, како што е тоа кај аденовирусните и кај американскиве, туку овде сега организмов си создава антитела против сите делови на вирус. И против шилецот, и против обвивката негова, и против не знам кои се други работи. Со кинескава, како се викаше кинеската? Синофарм и Синовак. Синофарм и Синовак. Значи, со тоа што вакцинацијата со кинеската дава поголем процент на севкупна заштита дека ќе развиете добар имун одговор и ќе се заштитите од вирусот? Не се, во клиничките испитувања, толку колку што е познато до сега, зашто кинезиве многу немаат објавено за таа работа. Да кажеме, уште ги немате објавени резултатите официјални од таа трета фаза на клинички испитувања, и ова се само вака, да кажам, странични информации од она што се има регистрирано како ефикасност во Турција, да кажеме 82%, во Обединените арапски емирати негде 60%, на Филипините негде 62% и така натаму, но официјална студија која што ќе биде представена пред Европската агенција за лекови за да се одобри вакцината, не е уште објавена. Во Лансет обично тоа го прават, како русите што направија на 2 февруар. Значи, ефикасноста се смета дека е негде за Синовак 50,4%, не е многу голема. За Синофарм е некаде околу 70 и кусур %. А како е за Спутник В? За Спутник В. Кажи ми кога ги кажа овие статистики и морам пауза да направиме, бидејќи веќе 1 час мора да пресечат горе, добивам знак. Само статистиката за Pfizer и за Спутник В. Колку е процентот? Pfizer 95%, Moderna 94,5%, Спутник В 97,6% или 92%. Докторе, ќе ве замолам да направиме пауза, веднаш потоа се враќаме и продолжуваме. Режија повелете. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth
и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Одваја се од коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси.
Почитувани гледачи, го продолжуваме разговорот со доктор Даниловски. Секако, со задоволство, ќе ви одговори на прашањата кои веќе пристигнуваат и без да ги и без да најавиме и без да поканиме. Докторе, ќе има прашања, а јас се обидувам да сублимирам што е поопшти прашања да им одговориме на сите. Значи, дадовте многу јаки податоци вака да имаме представа во врска со вакцините. Но да се вратиме на природните вакцини. Поточно, ние што прележавме. Колку време антителата и дали нивото на антитела значи нешто на некој подолг, пократок рок? Ако може тука, па да почнеме да ни објасните малку. Не знам дали бев јасен. Ни ја не сум си јасен. Па, постои еден став, нели, така се мислеше дека колку повеќе антитела имаш, толку си позаштитен. Меѓутоа, се изгуби од вид дека нашата заштита не зависи само од антителата, од хуморалниот имунитет, туку има и нешто друго. Тоа се вика тој клеточен имунитет на база на тие лимфоцити, клетки, кој што може да трае со години и дури децении. Значи, дури и тие што немаат антитела, една студија има повеќе, покажува дека апсолутно бројот на антителата или присуството на антитела кај прележаните од COVID не е директно врзано со заштитеност. Тоа од една страна. Од друга страна, независно дали имал или немал антитела детектабилни, ако си прележал COVID, најмалку, толку е време поминато, нели ќе видиме понатаму дали тој период ќе биде подолг, најмалку 5-6 месеца постои заштитеност од повторно заразување. Или уште попрецизно, една друга студија кажува, тука малку се мешаат бројките, едни студии едно, други друго, но еве најнеповолна бројка, што една данска студија ја понуди, е дека под 65 години, тие што прележале, имаат ризик да имаат заштита негде 80%. 20% можат да се заразат повторно, ама со лесна клиничка слика. Ако е за постарите од 65 години, таа заштитеност е помалку од 50%. Значи негде 52-3%, ако си постар од 65, а си прележал, може да се заразиш уште еднаш. Со напомена дека повторните заразувања би биле или без симптоми, или би биле со многу лесни симптоми. И со трета напомена, дека штом ќе се заразиш, ти си заразен и за другите. Но со четврта напомена, си заразен за другите, но излачуваш многу помала количина вируси, отколку при примарната, при нормална инфекција од прв. Океј, стручно убаво кажавте и се потрудивте, а и ја ќе ми простите да го спуштам моето интелектуално ниво уште пониско или да се вратам на моето интелектуално ниво што е многу ниско спрема вас. Имено, ми рековте дека ако повторно се заразам, а имам имунитет, ја нема да покажам, да речеме, симптоми, но има шанси да ја пренесам заразата? Да. Добро разбрав? Така е. Значи, значи мојата комоција може да биде само во врска со мене дека нема да заболам, но можам да ја пренесам болеста на трето лице. Така, иако нивото на заразност е помала, затоа што количината на вируси што ќе се емитира при повтореното заразување е неспоредливо помала отколку кога би било тоа прва инфекција. Бидејќи имам имунитет, вирусот не може толку многу да се расшири во мен. Така колку време треба да се изолирам ако дознам дека сум бил во контакт со заразено лице? Исто како секој друг што бил во контакт. Значи 10 дена. 10 дена да одбегнувам било што, иако сум прележал, иако немам симптоми. Така е. Дали ако тогаш се тестирам ќе се покаже дека сум заразен?
ако постои зараза, ќе се покаже. Ако се реализирала инфекцијата. Но ќе биде асимптоматска спрема мене, ако ми е, да речам, Асимптоматска или со многу лесни симптоми, тоа е или со веќе. многу лесни симптоми. Повторно ми доаѓа она прашање во врска со жените, иако тоа е повеќе моето лично искуство, одошто нели и кај други, но имам некој впечаток дека мажите многу потешко го помина овој вирус и дека заразноста е многу поголема. Ај први на ова прашање одговорете ми. Предпоставам дека има и други вакви случаи, па ќе ми извинете ми што идам од мој пример. Кога јас се заразив, нормално и јас и сопругата отидовме во карантин и се тестиравме. Ја бев позитивен, сопругата дури не покажа. Повторно се тестираше, не покажа зараза воопшто. Значи, дури не можеше ни да го пренесе вирусот. Како е тоа возможно некој, нити со стекнат имунитет, нити со антитела, да не се заразат, да не покажат никакви симптоми и да не ја прошируваат заразата? Што викаат најновите студии? Па тоа е комплексна работа, сето тоа зависи од конституцијата, од устројството на индивидуалниот генетички систем. Значи, не сме сите исти во однос на устројството на нашата генетика. Тоа е едно. Второ, од постоење или непостоење на помал или поголем имунитет, од порано стекнат, врз или во однос на братучедите на овој коронавирус. Тоа се едни 4 типови на коронавируси, што тука идентификувани се кај нас може 5-60 години веќе, и кои што предизвикуваат обична настинка. Значи, тие се Дури и така велиш дека може да сме стекнали имунитет и преку тие? Може вкрстен имунитет. Ова е ново. Вкрстен имунитет. Вкрстен имунитет кој што делумно штити, ако си го стекнал тој имунитет против тие коронавируси, 4 типа, што се нормално присутни околу нас, зашто настинките нон-стоп се случуваат, нели? Дали такви луѓе можат да пренесат вирус? Тие коронавируси се предизвикувачи на обична настинка. Не. Дали човек што нема симптоми, дошол у контакт со што нема симптоми, што на тест не му се покажува, дали он може да пренесе? Значи се тестира негативен. Ако не се случила инфекција, значи ако хипотетично ако тој вкрстен имунитет, така наречен, стекнат заради прележани настинки во минатото, ако тој имунитет е толку силен за да спречил инфекција сега со SARS-CoV-2, тогаш нема да има инфекција и нема да има ризик за било какво пренесување, зашто не настанала инфекција. Само што јас мислам дека инфекција не може да се спречи, туку може само да се ублажат симптомите заради тој евентуално можен вкрстен имунитет. Океј, но каков одговор тогаш би било за помладата керка, најмладото дете, најмалото мое дете, 15-16 години, ни симптом, ние дома сите се заразивме едни од други. Значи, ја тоа го знам, мажите има симптоми и така натаму, помали децата има, губење вкус, мириси, ништо друго, ја малце така развив, но ништо страшно, последиците после ми беа пострашни. Но сопругата и керката никако. Еве, да речам дека сопругата повеќе години, па имала можно да се сретне со коронавирусот. Но керката на 5-16 години, дали генетиката тука може да игра улога? Затоа што имаме доста од популацијата луѓе кои, мува не ги лази, бркне и мрда, ништо не име, пукаат од здравје. Моќноста, тој збор ќе го употребам, моќта на имунолошкиот систем зависи и од младоста, зависи и од состојбата на биолошка на организмот и од биолошката возраст. На 12-13 години се смета дека кај децата е најмоќен имунолошкиот систем.
на 12-13 години. И потоа се држи едно плато има до некаде средни години и после опаѓа. Така што мислам дека е во случајот со ќерката станува збор за извонредно моќен имунолошки систем кој што едноставно го поставил такви моćни бариери пред натрапникот што тој не можел глава да крене. Единствено, тука можам само на сопругата да ја дадам дека никогаш кога ќе фатеше за настинка, грип, качување температура, не дозволи и не и даде антибиотик. Она е единствено дете кое не видело антибиотик во живот и најздрава ни е у фамилија. Но, да останеме на страна, знаеме кога фала Богу што ги имаме антибиотиците, ама знаеме кога треба да се дадат. Следното прашање. Колку време по прележување е препорачливо да се вакцинираме? И дали е потребно некаква контрола претходно да се направи? Дали треба да се тестира? Дали можеш да се вакцинираш додека си веќе позитивен или заболен или и така натаму? Дали треба да направиш ковид тест пред вакцинирање? Значи вака, ако во ек на акутна инфекција, на ковид инфекција, човек прими вакцина, таа вакцина просто речено нема да му се фати како што треба. Зошто? Затоа што имунолошкиот систем е веќе конзумиран. Тој е веќе потрошен во борбата со инфекцијата. И нема сили да му останат за дополнително да гради антитела заради дадената вакцина. Затоа се препорачува едно месец дена да поминат после прележувањето, па тоа е најрано, значи, за да се вакцинира. Тоа што ние тука во Македонија обично препорачуваме и во таа групата таму, и кога ќе ме прашаат, почекај 5-6 месеца, тоа не е заради медицински причини, туку тоа е од етички причини. Во ситуација на оскудица со вакцини, фер е тие што прележале да се стрпат малку, зашто 5-6 месеца секако се заштитени, за да остапат вакцина на оние кои што не се воопшто заштитени. Во тоа е причината за тоа што се кажува 5-6 месеца. Добро. И другиот дел, нема потреба од било какво тестирање пред примањето на вакцината. Па не ли е добро чисто да се тестираш, например, да видиш да не имаш во моментот ковид? И да имаш и да немаш, ако немаш симптоми, нема никаков проблем. Нема никаков проблем. Аха, така. Нема Но ако имаш симптоми, подобро да се... Беше добро месец дена да пројдат, за да застане на нозе твојот имун систем. Во тој момент он се бори, така, добро. За да може спремен новиот предизвик да го дочека. Односно, да може адекватно да формира антитела. Алергична на пеницилин. Прашува за вакцина. Значи, ова се гласини, па помогнете и на господја Билјана, која прашува, вика алергична сум на пеницилин, а некои доктори велат дека не сме да се вакцинират. Други велат дека може. Што е точно и како може лекар, врз основа на што ваква изјава би дал, да не можеш да се вакцинираш? Јас сум, например, алергичен на пеницилин. Дали сум во некој ризичен фактор? Не. Нема во ниједна вакцина нема антибиотик, па нема ни пеницилин. Тоа прво. Второ, едноставно се препорачува да се почека наместо 15 минути колку што се вообичаени, да почека 30 минути на лице место од како ќе прими вакцина. Нема никаква причина да не се вакцинира. Збориме за организам кој е склон кон алергиски реакции, збориме за тоа? Збориме конкретно за особа што е алергична кон пеницилин. Ама особа алергична кон пеницилин се генерално особи кои се склони кон алергиски реакции. Но било каква склоност кон алергии се решава на тој начин што во случајов со новиот предизвик
потенцијален алерген што се внесува, тоа е вакцината, за да се види дали тој ќе предизвика некаква алергична реакција. Паметно е да се почека половина сат, зашто се нешто евентуално страшно, ако би се случувало алергично, ќе се случи во рамките на тие 30 минути. После тоа веќе, што и да се случува, нема да биде живото загрозувачки. Има ли чаре ако развиеш алергиска реакција? Дефинитивно. Што е чарето? Таму постои така наречена опрема и средства за антишок терапија. Се дава. Значи стандардна антишок терапија ќе делува и тогаш? Ако случајно се случи анафилактичен шок, Добро. се дава шок терапија, како на времето кога пеницилинот беше во оптек пред многу години и во секоја ординација има надкасна, има шкафче со пишува антишок терапија. И таа е ефикасна ќе биде ефикасна и во случај на универзална шема е тоа, универзална терапија за решавање на бурни алергични реакции. А во суштина јас се прашував да, например, кога имав реакција на антибиотик, кога добив антишок терапија, почнав црвенило, тахикардија голема, осетливост на звук, брзо реагираат, доста бидејќи тоа многу брзо и многу нагло се влошува ситуацијата. Антишок терапијата ми остана тогаш прашање и никогаш не ми го разјасни. Дали антишок терапијата ги поништила сите дејства на пеницилинот? Или? Не. Поништува дејствата во смисла на неговите лечебни својства. Меѓутоа, она што значи реакција на организмот хиперсензитивна, алергичната реакција, која што може да загризи евентуално и животот, нели, ако е бурна, тие реакции се гушат, се стивнуваат. И колку тоа ќе држи, например, после, ако се вакцинирам, развијам некаква алергиска реакција со антишок терапија, нема тоа после наредниот, после 2-3 дена? Не. Не, тоа е како да речам, моментална ситуација, нема да се повтори. Имате бокс меч, противникот пласира кроше, вие му го блокирате, веќе нема, ако нема второ кроше, завршена е работата. Ударот е ескивиран или неутрализиран или избегнат и понатаму веќе нема опасност од тој удар. Тоа било и завршило. Така. Ова е интересна и комплексна работа. Кажете ми мерките кои се спроведоа во меѓувреме. Ако има телефонско јавување, ајде ќе бидам коректен, бидејќи до сега не со телефони, туку со писма, но ако е птен некому веќе му гори, секако дека ќе му одговорам. Алергична на изоприноси, дали да примат вакцини. Генерално рековте на било каква алергија да примат и да почекаат половина час. Дали треба да ги известат тие кога примаат вакцина дека се алергични за да бидат подготвени ако треба да се реагира со антишок терапија? Па ги прашуваат. Значи никого не вакцинираат без да го распрашаат претходно. Меѓу другото, покрај општи прашања и прашуваат дали е граѓанинот алергичен на нешто, на било што. Докторе, со месеци и вие и Пановски, некои други ваши колеги, навистина помагаат во групата COVID-19 искуства и совети. Што вака најчесто прашуваат луѓето и што имавте најчудни и најфрапантни за вас сознанија во тие прашања и одговори, бидејќи на некој начин работевте како матични лекари, секојдневно ординиравте? Па јас на почетокот првиот дел на емисијата кога зборувавме кажав, пак ја спомнам. Значи јас буквално бев в чудо невиден, море шокиран бев од тоа колку лесно посегаат по антибиотик нашите колеги, другите колеги доктори, штом видат ковид пациент. Значи, буквално, да не речам, редовно пациент со ковид добива
антибиотска терапија. И тоа е прв шок втор, дополнителен, не само еден, туку некогаш и 2 антибиотика, а некогаш и 3 антибиотика. Не одеднаш, туку едно по друго. И неодамна пред некој ден имаше едно прашање, постара жена со позитивна со 37,4 да кажеме степени температура. Веднаш матичниот доктор и ординирал Сумамед. За потоа после недела дена да ја ординира Сумамед со ми се чини беше Моксирал, антибиотик, за откако било констатирано дека има на рентген пневмонија, да ја биде ординиран лендацин беше со Сумамед. Значи, некоја 4-5 антибиотика во серија, заради што жената, нели, добива потешки симптоми и така натаму да не должам. Значи, тоа е нешто што ме изненади. Друго што ме изненади е што граѓаниве наши, како да не ги читаат одговорите на претходните прашања, туку како секој засебно да се функционира како микрокосмос и, да кажеме, се случува во еден ден да има по 10, по 15 прашања, едно те исто. Копи-пасте. Значи, едноставно како да не ги читаат претходните. Мислам, мојата тирада токму тоа на почеток го кажа, дека не покажавме емпатија, хуманост за солидарност. Се до оној момент не покажуваме додека нам не ни се случи. И мислам дека тука ја лежи одговорот не само што ние сме дисфункционална држава, но ние сме дисфункционална држава од имаме дисфункционален народ во решавањето на токму тие работи. Бидејќи држава е народ, народ е држава, така да што е последиците на држава е последицата на она што ние какви сме. Уште едно малце комплицирано прашање, ако ми дозволите, во врска со алергиите. Значи, пациент кој секој месец прима вакцина за алергија против убот на пчели. Предпоставам дека работи со пчели и така натаму, но прима, не сум знаел дека постои такво нешто. После прележан ковид, кога повторно може, што мислите да ја прими повторно таа вакцина против убот на пчели? Предпоставам, не знам дали е тоа вакцина или не знам што е. Тоа е инjekција за десензибилизација на реакциите против отровот. Штом ќе застане на нозе може, ми се чини дека штом ќе помине акутната фаза на болеста, веќе може тоа да го направи, затоа што тоа нема врска со... Но после неколку месеци сега од прележувањето, не сега. Не мора, може веднаш. Не, ама сега прележал? Па нека почека месец дена и нека може веднаш да оди со таква... Со оваа инекција за што ја вика за пчелите. Добро? Да. Добро. Со тоа може. А јас се збунив за вакцината за против ковид. Следната месеци рековте од солидарност да помине. Нема потреба некакви антитела да се стварат, затоа нема нужда од било каква поголема пауза. Зафир Хаџиманов, Ѓорѓе Балашевиќ, неколку луѓе почина со последици од коронавирусот како ја примија вакцината. Антивакцерите и оние теоретичари рекоа ете колку е опасно, луѓето се вакцинира, а сепак почина. Но има една ситуација каде што луѓево кои се враќаат и се од Србија и со Спутник В полека ја споделуваат и со тоа малце потешко им тасува. Например, една гостинка, за малце ќе го изговорев незиното име, која наскоро ќе биде гостин кај мене, ќе беше некоректно, се вакцинирала и не доаѓа уште кај мене во емисија, вели и рекле 2-3 недели додека да развијам антитела, бидејќи џабе ми е вакцина, ако сега се заразам у ова и сега вика после вакцинација ја можам у првите 3 недели. Колку време
И дали и у каков организам, значи спрема години старост, спрема ситуација на некои заболувања, не знам, диабетичар ли е или обесити има и така натаму, го развива потполниот имун одговор и е заштитен после вакцината. Значи, чим се вакцинираш, нема оро играње. Значи, се уште треба време да помине, така? Значи, прво, да спомнам еден момент кој што често се пренебрегнува, се абстрахира. Значи, човек кога оди да се вакцинира, си го знае датумот кога треба да појде. Па фер е едно 10 дена претходно, 2 недели, да абстинира од социјални контакти, за да не се зарази и заразен да отиде да се вакцинира. Значи, тој еден претходен период е многу битен. Не им текнуе на луѓе за оваа работа, добро. Нели? За да си сигурен дека здрав одиш да се вакцинираш. А после вакцинирање? Откако се вакцинираш, 2 недели, да не речам во изолација треба да бидеш, за да не се заразиш, исто така, затоа што антителата, вакцината не ги предизвикува да се произведат веднаш, туку минимум 2 недели треба да пројде. И тоа со напомена повторно дека за AstraZeneca треба многу повеќе, затоа што растојанието меѓу првата и втората доза е 12 недели, 3 месеца. Значи, таму веќе веројатно треба да се подзачува човек, сигурно месец дена, за да смета на некакви антитела дека му се создале после првата доза. Ама и тогаш не е комплетна заштитата, затоа и се дава втора доза за да полниот ефект биде постигнат. Полниот ефект ќе се постигне дури после втората доза, минимум 2 недели после нејзиното примање. Ева едно интересно прашање од мадам Гордана. Вели, кај докторка после ревакцинација, после 3 дена, се појавуваат кашлица и јака главоболка. Само иницијативно направи брз тест и диагностициране COVID. Што понатаму? Кога треба повторно да прими вакцина? Дали треба да се прими трета доза? Што се случило овде? Па таа се заразила пред да ја прими втората доза. Или се заразила непосредно откако ја примила втората доза. Сеедно, или пред или после. Затоа што се покажа, например, дека британскиот сој во просек, веќе после 2-3 дена просечно се пројавуваат симптоми. Оној оригиналниот беше 6-7 дена, овде веќе 2-3 дена. Значи, можно е пред или после да се заразила и пројавила и станала позитивна. Истовремено и вакцина примила. Трета доза нема. Само 2 дози, трета доза нема. Тоа дали значи дека џабе е примена таа втора доза? Не е примена џабе, туку и доаѓа, да кажам, во комбинација вакцината и инфекцијата со ковидот, како една моќна втора доза. Прва доза примила, заразувањето и примената втора доза ќе ги дојде како... Значи, сметате дека нема да помине со тешка клиничка слика, предпоставуваме. Добро. Не, сигурно. Добро. Значи, трета доза, јоктор. Се извинувам, имаме прашање од Дана, вели вака. Дали може да се вакцинира, има чворови на тироидата, а хормонски е во ред, нема ни хипо, ни хипер. Луѓе се уплашени, нели, за своите симптоми и стандардни болести. Дали со чворови на тироидата може да се вакцинира? Да, дефинитивно да. Кој не би требало да се вакцинира? Тој што е алергичен на некоја состојка во вакцините, докажано, тој што пројавил алергична реакција после примена прва доза од вакцината, значи тој втора доза не сме да прими, и практично и оние понатаму, оние кои што се во ек на хемотерапија, што примаат цитостатици, кај нив имунолошкиот систем е на коленици, тој не може адекватно да реагира на вакцината, или кои што примаат хормонална терапија заради малигном, или оние кои што се во
активирана така наречена расплантена фаза на одредено аутоимуно заболување, заради кое што мораат да примаат кортикостероидна терапија и тие би требало привремено да абстинираат од вакцинирање. Но кај нив е многу опасно ако се заразат со ваков нарушен или супресиран имун систем. Точно, меѓутоа но исто така и ако би се вакцинирале, вакцината ќе биде со неадекватен ефект. Значи ништо нема да им се случи, ама нема да му се фати вакцината, вака народски да речем. Докторе, какви се вашите предвидувања? Ке куртулиме ли од ова или ситуацијава? Луѓево, да ви кажам дека и ваши колеги, фармацевти, полека веќе губат надеж. Не велам дека не работат или не, ама дека веќе размислувањата им се депресивни, дека ситуацијава е многу подраматична од што ни изгледа. Па мислам дека сакале не ќеле, мораме да констатираме дека да си мал некогаш е предност. Ние сме мал народ овде, мала нација, и кога тогаш ќе прегори епидемијава, ќе се стекне, сакале не ќеле, на природен начин колективниот имунитет. И тоа се случи... Само колку мртви ќе донесе тоа? Да, тоа е она што е трагичното. И затоа велам, со вакцинацијата се избегнува тој трагичен или данок во крв што се плаќа кога се стекнува колективен имунитет на природен начин. Но вака како што тргнало, еве сега и мерките што се спроведени, би требало некаде до крај на јули да очекуваме дека бројот на случаите ќе биде веќе бројан на прстите на две раце, освен ако не се случи непредвидено нешто, па навали од некаде некој мутант нов, нели? Меѓутоа и тука има чаре. Сите три соја, сите три варијанти, и британскиот, и бразилскиот и јужноафриканскиот споделуваат една иста мутација која што е одговорна за заразноста. Тоа значи сите три варијанти, сите три соја се исто заразни. Пазите, исто се заразни. И што тоа нам треба да ни значи? Што тоа говори? Тоа значи дека ако ние овде имаме доминантен британски сој, кој што е исто толку заразен, бидејќи споделуваат иста мутација со овие двава други, дека овие нема да можат да дојдат тука, нема да им дозволи. Да се надеваме дека е така. Сметате ли, имам едно прашање кое оксиморон во суштина не може да се одговори освен теориски. Имено гледачот прашува какви последици ќе има вакцината после 5, 10, 15 години. Бидејќи за да знаеш нешто што ќе биде за 15 години, треба после 15 години. Ние уште немаме ни сериозни аналитики ни за овие година дена какви си реалните последици пост короната, затоа што едва и година дена ние светот се обидува да излече заклучоци што се случувало. Значи, последици од вакцина после 5, 10, 15 години? Вака, ако теоретизираме, значи, мислам дека е прашањето тенденциозно. Јас поинаку би го поставил. А да се прашаме кои се долгорочните доснежните последици од прележен ковид? Така. Дали смее да се вакцинира? Не. Слушај, вака да поентираш понекојаш треба она. Дали смее да се вакцинира лице што прима тестостерон, хидрокортизол и еутирокс како резултат на болест на хипофиза? Смее.
Добро, кратко и јасно, и да видам дали имам уште некое. Немам више прашања. Драго ми е што имаме многу помалку прашања од порано. Прележаните треба 2 дози вакцина или доволно е само една? Само едно. Само една. Само еден пример ќе кажам. Значи, ја да се ушприцам со едно Фајзерче, таман сум. Само една. Покажано е дека прележаност... Благодарам на сите за прашањата. Завршувам со прашањата, почитувани гледачи. А ќе го довршиме разговорот, докторе, секако. Да. Прележан ковид плюс една доза равно појак поголем број на антитела, посилен, значи, имун одговор на организмот, во споредба со 2 дози дадени кај човек што не прележал ковид. Кажете ми, Србија почна со производство на Спутник В, во соседство ние. Денеска министерот излегува и вика нема да набавуваме вакцини од Србија. Они не успеа да набават вакцини од никого, па дури имаше онаа брука хонконшка со обидот од Кина. Дали сметате дека во една ваква ситуација, со еден ваков морталитет, еве, вие да сте на негово место, дали би дале изјава таква да, не купуваме српска вакцина? Така, анблок, мислам дека не може така да се изјави, дали тоа така било изјавено, јас не знам. Но во секој случај, сите мостови мораат да останат, да кажем, отворени, не смеат да се рушат мостовите ниту кон комшиите, ниту некои други стари мостови не смеат да се рушат. Сите опции мораат да бидат отворени, затоа што ова не е шега. Ова е нешто што е ламја со 10 глави. Докторе, на крај, кој приоритетно, знаеме дека на прво место во оваа пандемија прво требаше да се вакцинираат здравствените работници. Не знам дали е тоа 100% направено, ако не е само уште една брука за нас. Вие не сте вакциниран, иако не ординирате, но и тоа како е потребно вашето знаење, ако не се лажам и ве покани и ве повика министерот во онаа група која со совети требаше да давате насоки. Можеме ли први тоа да го објасните или елаборирате, а натаму ме интересира по ваше кои се клучните тие што треба и по кој редослед да бидат вакцинирани? Па оние што требаше да бидат примерно приоритетно вакцинирани, тие се вакцинираа. Здравствените работници што работат во прва линија на фронтот со ковид пациенти. Оние другите здравствени работници веќе не се под прв приоритет во однос на ризикот и тука јас не знам дали се сите опфатени. Мислам дека дури некои своеволно одбиле. Втора група која што требало да биде приоритетно вакцинирана се органите на безбедност, мислам дека и тие се вакцинирани. И така натаму изложени групи други. Но мислам дека не смеат да се требаше како посебна категорија, независно од возраста, да бидат приоритетно викнати, не како прв приоритет, но меѓу првите групи, оние што се хронични болни. Да кажеме, сите оние диабетичари, што ги спомнавме, астматичари, болни од малигни заболувања и така натаму, аутоимуни заболувања и така натаму. Значи, јас не гледам дека тие како посебна категорија се одвоени и како такви повикани. Туку се во склоп на возрастните групи. Не знам, тоа е моје размислување. Додуша, со хронични заболувања најчесто се и повозрастни особи, ама ги има и меѓу помладите. Испадна дека постарите со хронични болести викнати, ама некој 40 години, а има, например, не знам, некој аутоимуно заболување, лупус, да кажеме, тој не е викнат. И што да прави тој? Кога ќе дојде на ред? Ќе дојде како болен од лупус или ќе дојде како 40 годишњак? Како 40 годишњак никогаш нема да дојде кај нас, на ред. Тука требаше малку поголем ред да има, повеќе слух за она што е
ситуација на терен и кои се приоритетите, а имајќи предвид дека располагаме со малку вакцини. И можеби е добра идејата на колегата Горан Кунгуловски, молекуларниот биолог, јавно неодамна интересна идеја искажа, тоа ми се допаѓа. Во ситуација со малку вакцини кога располагаме, добро ќе беше сите овие што се приоритетни, што се евидентно приоритетни категории, само со една доза сите да се вакцинираат. Па да почекаат за втората, макар поминало времето од тие 3 недели, 4 недели, ништо не би им било. Ама одеднаш многу брзо, со една доза, многу голем дел од популацијата би бил... Дали се знае колку е процентот на оние природно имуни кои не заболуваат? Има ли некоја бројка со која се калкулира? Како супругата моја, што едноставно не заболе, не покажа симптоми, а ни на тест, едноставно не разви инфекција вирусна на COVID. Така. Па јас немам сретнато таков податок. Јас знам на другиот крај, на другиот екстрем, да кажам, сум читал дека некаде околу 14-15% од популацијата општа носат одреден генетски дефект, да не елаборирам какви се тоа мутации, кои што ги прави темпирани бомби. Значи, навидум тој нормално функционира, арно ама, еве се покажа со ковидов, заболува од ковид без било какви хронични претходни болести, оди на респиратор и умира. Се покажа дека постојат идентификувани се тие генетски дефекти кои што кај околу 14% од популација од населението си постојат. Кај нас или воопшто на планета? Воопшто. Предпоставуваш дека јули и август ќе можеме да идеме на море малце поолабаво, дека ќе биде кај нас или во светот? Зборувам за кај нас дека мислам дека август би не бил месец порелаксиран. Во другиве делови од светот многу порано, Израел се отвара, американците се отвараат, сега има овде хетерогеност една во однос кај разни држави кај нив, ама и тие се веќе повеќе од 1/3 имуни, вакцинирани или прележани, така што богатите си добро тераат. Ви благодарам многу што ги споделите вашите сознанија вечерва. Ви благодарам што одговоривте на прашањата на гледачите. Секако дека они пак ќе мора да се консултираат со своите матични лекари и да идат на специјалистичките прегледи. А ја ви благодарам за учеството и несебичноста и во секое време што сте достапни во емисија. Во секое време. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам и вам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.